Денеска сум во општина Дојран. Да вистина ми е посебно задоволство што ќе имаме можност да поразговараме за престојните избори на 11 декември, за значењето на овие избори, кои што се од круцијална важност пред се за интегритетот и суверенитетот на Република Македонија. Сакам да истакнам дека најсилен аргумент и адут на ВМРО-ДПМН и на овие избори е нејзината програма, проектите кои што ги реализиравме во изминатиот период, мерките кои што ги проведовме и придобивките од тие мерки кои што се во интерес на сите граѓани на Република Македонија. И на овие избори и во овој период до изборите ќе продолжиме со нашата позитивна и транспарентна политика, отчетност во реализацијата на сето она што беше реализирано во изминатиот период, а станува збор за огромен број на проекти и во областа на инфраструктурата, патиштата, проекти во делот на економијата, стопанството, во делот на образованието, здравството, културата. Бројките и аргументите се навистина големи. Јас се веќе спомнам овде во општина Дојран, како никогаш досега, од 2006 година па наваму, процентот на туризмот е зголемено за 300%. Тоа е навистина еден огромен податок и аргумент пред се за граѓаните и жителите на Дојран и за сите наши заложби во подигнување на туризмот на општина Дојран и сите оние резултати и проекти кои што се реализираа, има многу. Како никогаш досега се вложуваше во изградба и уредување на нови плажи овде во Дојран, изградба на патеки, пешачки и велосипедски патеки, значи на крајбрежјето, изградба на повеќе наменски теренски, повеќе наменски игралишта и за најразличен вид на спорт. Исто така, во делот на здравството имаме 24 часовно здравствено осигурување, значи за сите граѓани, за сите жители на Дојран. Исто така се инвестираше многу и во образованието. Се изгради ново училиште, како и прва, морам да кажам, детска градинка овде во Дојран во интерес и на младата популација, во интерес на граѓаните. Сите заложби кои што ги реализираше ВМРО-ДПМН заедно со градоначалникот овде во Дојран беа во насока на подобрување на условите во сите сегменти од општественото живење на граѓаните на Дојран. Јас ќе спомнам и некои проекти кои што ги реализиравме и во областа на културата. Посебно ми е драго што градот Дојран е град на култура за оваа година, каде што беа истакнати сите културни, историски и духовни потенцијали на самиот град. Ме радува што целосно е завршена реконструкцијата на црквата Свети Илија овде во Дојран, која што ќе се стави во функции на сите верници и на културното живење овде во Дојран. Исто така се вршеше археолошки системски истражувања на голем број на локалитети кои што се карактеристични за Дојран. Беше отворена и сувенирница се со цел да се овозможи на сите туристи продажба на најразлични сувенири кои што се од исклучително значење и обележје за градот Дојран, но сепак и голем број на артефакти кои што ги презентираат археолошките резултати, археолошкото богатство на нашата држава. Така да резултатите и проектите се огромни, сепак јас ќе ја спомнам и стапката на невработеност која што ја имаме од 48% е намалена на 24%, огромен број на вработувања над 160.000 ширум нашата држава, голем број на субвенции во земјоделието и голем број на проекти, како што спомнав и во другите области. Така да, повторно ќе потенцирам дека најсилен аргумент и адут на овие избори се токму резултатите на ВМРО-ДПМН, на сите оние проекти, на сите оние мерки кои што заеднички ги реализиравме и ги ставивме во функција на една подобра иднина за Република Македонија. Но сепак во овој период до изборите, покри промоција на нашите позитивни мерки и проекти, сепак во нашата комуникација со граѓаните, нешто што е исклучително важно е тоа што ќе ги потсетиме граѓаните на деструктивната политика и големата криза која што предизвика социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период, по сето она што посегна, а тоа е културата, историјата, интегритетот и идентитетот на нашата држава. Тоа нема да го заборават нашите граѓани. Македонскиот народ не смее да се потценува.
Македонскиот народ точно знае и умее да направи разлика од позитивното работење на ВМРО-ДПМН и од деструктивната политика на Социјалдемократскиот сојуз, која што за жал ја гледаме и ќе ја гледаме до крајот на овие избори, нивните лажни ветувања, нивните заложби за воведување на двојазичност во Република Македонија, за територијална поделба на нашата држава. Така да сум убедена дека на овие избори ВМРО-ДПМН уште еднаш ќе ја потврди својата огромна победа, а сепак ќе ја казни политиката на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи граѓаните сакаат иднина и за своите деца, иднина и за сите граѓани, се разбира, и да го зачуваат она што е најважно, тоа е суверенитетот и интегритетот на Република Македонија.